Назад сме во студиото во овој барем последен термин додека се дружите со мене денеска. Имено во ова студио секогаш има простор за оние успешни приказни, сите оние признанија, дали индивидуални, дали колективни, меѓутоа кои што се своевиден амбасадор на Република Македонија. Со мене гости денеска во студиото се професорката доктор Александра Крколева Матеска. Добро дојдовте. Добро ден. Матеј Пунтевски, Катерина Билбиловска и Милан Јанковски. Добро ден. Тројцата студенти кои што добија едно меѓународно признание заедно со уште еден ваш колега Константин Кузмановски, кој што моментално е на студентска размена во Словенија. Ете така. Добивте награда за напреден систем за домување на возрастни лица. Сега ова вака како наслов звучи интересно и комплексно. Меѓутоа пред да го образложиме концептот на овој напреден систем, и професорке веројатно тогаш би почнале од вас кога би го објаснувале системот, но сакам лично, што за вас како професорка значи ова признание и секој индивидуално? За мене лично големо задоволство што нашите студентите на факултетот за електротехника и информацијски технологии во продолжение веќе неколку години наназад се успешни на меѓународни надпревари. Тоа за човек кој што работи со студенти е исклучително важно, бидејќи покажува дека вложениот труд на крајот некаде ќе се покаже. И од една идеја нели ќе прерасне се разбира, да. Кога гледате како тие нешто смислуваат, нешто што е идеја, на крај добивате некаков симулиран производ, нешто што може да се види, да се тестира и кој што можеби понатаму ќе се развива. Така да тоа и за како инженер и како професор мислам дека е неверојатно задоволство. Мате? Епа, за мене лично представува надополнување на тоа што го имаме поминато на факултет и мене ми е многу мило што успеавме да освоиме некоја награда, бидејќи главна мотивација ни беше да направиме нешто повеќе, да не идеме само на предавања и да идеме на испити, туку и нешто повеќе надвор од факултетот. И така за мене представува и као еден вид почеток за наредни вакви настани, кај што ќе можеме и во подобро светло да се покажеме и со посериозни проекти. Па за мене, значи, на почетокот беше стварно предизвик, значи да се направи нешто поразлично од она, како што кажа Матеј, само студирање. И после тоа стварно стана интересно да истражуваме и наградата всушност е награда за нашиот труд што сме го вложиле она. Добро. И доказ дека поседуваме знаење со инженерскиот начин на размислување да навлеземе во некоја друга област, бидејќи првично не студираме за студиите не се поврзани баш со овој конкретен проект, но со однос на нашиот начин на размислување успеавме да го склопиме концептот целосно. Беше ли предизвик за вас, па и за вас како ментор да се асимилира тие различни карактери и различни идеи во еден исти систем кој што ете на крај оние кои што оценувале решиле дека тоа е најдоброто решение? Па мислам дека прво предизвик беше да се работи на нешто што, како што кажа моиве скоро уште малку колеги, темата беше роботика и вештачка интелигенција, а тоа се студенти кои што студираат електроенергетски системи. Секој оној кој што разбира малку електротехника ќе свати дека тоа се сосем различни концепти во електротехниката, но сепак она што тие успеа за релативно краток временски период, да речеме некаде помалку од 2 месеци, да развијат некое свое собствено решение, користејќи го знаењето што го стекнале во текот на студирањето, во смисла вештини околу програмирање, кои што може не се примарни на нашата студиска програма, но сепак се важни и потребни, и сето тоа да го спојат со читање, истражување на теми кои што со кои што практично е поврзан овој проект, и на крај да успеат да направат нешто што за кој што сите бевме задоволни. Значи не само јас, туку и тие самите, така да мислам дека тоа беше и предизвик, а и сите сами си го најдоа своето место во тимот. Значи јас немав никаква работа со тоа. Тоа секој сам си најде што може најмногу да придонесе и
некако работата многу лесно врвеше. Па да, со природна синхронизација. Ајде, за да не зборуваме како да е нешто непознато, може да го објасниме овој напреден систем за домување на возрастни лица? Тоа представува всушност концепт кој е составен од три различни системи. Едниот систем е за на англиски bed occupancy или на македонски кажано да проверуваме дали лицето е во кревет и колкав период од ноќта он го поминува во кревет, па во случај да не стане на време или да стане во некое невообичаено време, тоа да испрати одреден сигнал до паметниот часовник кој ќе го има лицето на него. Понатаму, другиот систем е детектирање на пад, бидејќи знаете дека старите лица се склони да паѓаат. Не дај Боже, да. Да, и исто така во тој случај при пад ќе се испрати порака до блиските луѓе или тие што се грижат за лицето. И третиот систем е као напреден систем за паметен шпоред. Во случај лицето, бидејќи често забораваат постарите, во случај да го забораат шпоретот или ринглата, тоа по одреден период праќа сигнал до паметниот часовник, до старото лице дека треба да го исклучи шпоретот или ринглата. И сите тие три системи всушност се интегрирани во една централна процесорска единица која преку одредени алгоритми всушност овозможува да исфункционира целиот концепт и да се постигне по-безбеден начин на живење и по-квалитетно живење за лицето кое го користи нашиот концепт. Меѓутоа, како се мониторира тоа лице? Се работи со видеонадзор, со алка, со како функционира во камерите се со видеонадзор, меѓутоа податоците не се предаваат никаде, само во случај на пат тогаш се испраќа слика дека лицето паднало, така да од аспект на приватноста се заштитени, одека другите системи се со сензори. Заштита на приватноста се работи сепак за лица за кои што или се во одредено семејство или се во дом, така? Највеќе во дом во сопствена куќа што живеат, меѓутоа сами. И за блиската фамилија да има перцепција дали се во ред нивните родители или не се. И извини, Милан, само малку да надополнам, можеби на почетокот требаше да кажеме дека идејата, мотивот за овој проект беше да најдеме начин како да им помогнеме на возрастните лица кои што живеат сами, немаат никој кој што може да живее со нив и во вакви случаи кога нешто непредвидено може да се случи, оној кој што е нивен близок или кој што се грижи за нив да добие навремена информација и да може да им помогне. Тоа значи дека во нашиот систем користиме неколку достапни технологии, видеонадзор, сензори кои што се поставуваат на креветите каде што одмара, каде што спие човекот, сензори во делот на кујната преку кои што со мерење на различни големини или со видео преку снимка може да се определи дали дошло до некаква опасна ситуација. И ако е така, тогаш преку таа централна процесорска единица, која што практично беше и главната работа која што ја направија моите помлади колеги, со низа алгоритми кои што тие ги развија и ги isprogramира, автоматски се следи состојбата и се праќаат пораки до оние кои што се грижат за возрастните лица. За сега проектот е во фаза на симулација, затоа и добивме награда во категорија на симулација, бидејќи не е целосно развиен, треба уште многу работа за тоа. Не е достапен за во пракса, да. Но сепак мислиме дека можеби некогаш ќе го доживее и светлото на денот. А бидејќи бевте во Турција, ја видовте конкуренцијата, пошто би рекле дека се разликува вашиот проект од она што било и друго во конкуренција? Сметам дека нашиот труд беше како посебен затоа што ние самите го имавме студентски труд беше. Се што имавме изработено беше наше дело, дека некои изгледа малце посложени, пософистицирани и
Нашиот беше баш онака наш труд, наше дело, наши алгоритми, се она што го сработивме сами. И мислам дека тоа беше најпресудно. Инаку секако имаше доста добра конкуренција и јака, ама И сега, ако ова е идеја и проект во фаза на симулација, предпоставувам како студенти дека е своевиден предизвик истово да заврши утре и на пазарот на трудот, зашто да не? Се разбира. да. Зошто да не? Веќе сакам да спомнам дека на нашиот факултет, на факултетот за електротехника и информацијски технологии, постои еден дел практично Innovate, тоа е можам да кажам дека е оформен не предпријатие, но центар за развој на технологии, за размена на информации, каде што во рамките на тој простор, на тој центар веќе се работат многу вакви слични проекти. Веќе разговаравме и со деканатот дека можеби ќе се најде простор да се работи понатаму и на овој проект, со тоа што нели би вклучиле повеќе студенти од повеќе области, за да може да ги покријат различните делови кои што ни се потребни за да може целиот овој проект да функционира. Инаку не спомнавме дека нашата процената вредност на еден ваков систем беше околу колку? 500 евра? Околу Зависи од 500, станот, да. ама. Да, за целиот тој систем да се инсталира, што така скапо ако се спореди со постоечки развиени такви системи. Да, при тоа врши доста работа, нели? Тоа е главната идеја. Ме интересира начинот создавањето на идејата од ваш аспект. Предпоставувам дека како ментор за вас е многу полесно, нели, како питен да ги распределите кој каде на што би требало да се фокусира, меѓутоа кога вие ја креиравте идејата, како знаевте што е она што ви е потребно, кој дел каде да иде? Зборувам апстрактно во смисла на идеите за ова помагало, јас би го нарекол, овој систем. Првично, уште кога бидејќи имавме и други идеи, но се согласивме за оваа бидејќи беше попрактична и полесна за изведување и сега го пред да почнеме да ја развиваме идејата и концептот, седнавме и размисливме што всушност ние треба да изработиме, кои се најбитните аспекти кои треба да бидат земени во предвид и според темата која што беше дадена и критериумот на оценување, одлучивме дека всушност централната процесорска единица треба да биде најбитниот дел од концептот, односно нашиот дел, нашата логика која што всушност и мислам дека ни ја донесе победата во делот за симулација. А за останатите делови од концептот, се согласивме за тие три системи, бидејќи како што кажа професорката, тоа се веќе готови продукти кои ние успеавме да ги интегрираме и преку наша логика да го ставиме во функција целиот концепт. И имавме и други системи кои што исто така ги имавме на ум, но сепак се одлучивме само за овие три, бидејќи како најбитни во однос на времето кое што го имавме за да се спремиме, одлучивме дека тоа е најдобрата опција која што имавме. Бидејќи овде давате уште една димензија кога се добива веќе едно колективно признание за еден ваков проект, работата во тим. Многу луѓе би го поцениле баш тој сегмент, меѓутоа во таа работа во тим дојдовте во некаков судир некогаш и Не баш. Имавме среќа добро да се искоординираме. Секој си даваше предлог што најмногу го интересира да работи, си земаше секој своја обврска, така се координиравме, беше лесно. И тимот сам се состави, тоа исто беше многу интересно. Еве ние ќе работиме, и потоа некако дури јас некогаш и не можев да си поверувам како самите си ги решаваат работите без многу колку лесно се прави. Да, кога веројатно не добро се познаваат, веќе 4 години студираат заедно и сигурно тоа придонесе тоа некако лесно да оди.
И во оваа прилика би сакала да спомнам дека во текот на работата имавме консултации со уште еден наш колега, Васко Здравевски, да го спомнам, бидејќи ни помогна и во практичната реализација. И практично работата се одвиваше на следниот начин. Например, се собираме, имаме состанок, дискутираме што треба да се прави, си работат неколку дена, се собираме повторно, тие ги кажуваат своите идеи, кажуваат што направиле, ние ги потпрашуваме, даваме нови идеи и некако сето тоа баш се движеше релативно едноставно. Секако и корекции имаше. Добро. Ама јас морам да признам дека за мене клучно беше што вложија вистина голем труд и што сами работеа. Ова е вистина нивно дело и тоа беше и важно кај оценувачите на надпреварувањето. Кои се нивните критериуми за меѓународно признание? Да речеме вака, бидејќи оценувачи беа еминентни професори од универзитетот во Богазиджи, а исто така и ние кои што бевме ментори, имавме право да ги оценуваме другите тимови. Тимовите се оценуваа според квалитетот на изработената работа, според тежината на проектот, дали е тој комплексен, дали е едноставен, имаше различни бодирања, според начинот на кој што тој се презентира пред публиката, дали има практична реализација или не. И она што го забележав и по прашањата на колегите практично кои што ги испрашуваа, бидејќи после секоја презентација имаше испрашување. Сите што беа во публика можеа да прашаат прашања во врска со проектот. Прашањата почнуваа кој дел од ова што го презентиравте е ваша работа. И мислам дека затоа проектот кој што го презентира нашите студенти доби награда и сигурно добил многу бодови од оценувачите. Кога јас прв пат ја слушнав веста за ова меѓународно признание, речиси во секој наслов на медиумите стоеше зборот ново признание. Ново признание затоа што ова не е прва награда за студентите на ФЕЙТ. Никој од вас претходно не бил дел или бил дел од претходниот проект кој што исто земал награда на истиот овој? Не бевме дел од тимот, меѓутоа наши колеги се ги знаеме. Разговаравте со нив, тие веројатно тие ви ја доближија идејата, Да, тие всушност ни кажаа за надпреварот, за дека вреди да се проба да се отиде таму, ни кажа што отприлика како се критериуми за оценување, на што да одобреме внимание и ми помогна многу во тој сегмент. Минатата година беше друга област за која што се бара трудови. Ова година беше поразлична, како што кажавме, роботика и вештачка интелигенција. А минатата година беше за енергетска ефикасност. Ви послужи вам нивниот пример? Мотивацијски, како и да е? Па да, искуството кое што го доживеале, да се покрај тоа што истражувањето да се создаде нешто ново, и сепак има и доста дружење, запознавање на нови колеги. Значи беше стварно вредеше да се учествува. Да, дефинитивно вредеше и они мислам и ни беа мотивација за и ние да го потврдиме резултатот од мина. И исто така мотивација за наредните генерации, бидејќи би сакали од друг факултет да отиде на година на истиот надпревар или студентска конференција и да донесе награда. Професорке, во една прилика велите дека наставот има повеќе димenzионален карактер, академски, надпреварувачки, социјален и мултикултурен. Се покажа во сите категории. Така. Се шалам. Во суштина, мислам дека е убаво за нашите студенти, било кои студенти од нашава земја, да се изложени на други култури, да се измешаат со други студенти, да видат што се случува на други универзитети. Во овој случај надпреварувањето беше 2 дена, потоа имаше социјални активности, дружење каде што студентите можеа да се дружат со своите колеги, врсници од различни земји од светот. Тоа е богатство за секој млад човек. Тоа е непроценливо искуство за нив. Баш сакам да ја прашам, од тој социјален контакт со вашите колеги од другите држави, што е она што се роди како можеби идеја, како мотивација, како ова е само почеток можеби за вас? Па со гледам тоа дека многу
нови луѓе запознавме и научивме многу нови работи за различни култури, за различни земји, како луѓето живеат таму. Мислам дека е убаво што е можно повеќе такви работи еден човек да дознава и да учи, бидејќи така се отвараат нови начини на размислување, нова перспектива добива човекот кои што може да му служат за наредни идеи кои што може да ги примени и тука во својата земја. И за мене лично тоа се можам да ги некако да ги спојам да своја добивка од сето тоа за наредни идеи кои што ќе ми доаѓаат, наредни проекти и така натаму. Сакам да го слушнам и вашето размислување на оваа тема. Запознавме култури што не би помислили дека бидејќи имаше луѓе од Бангладеш, од Јордан, од далечни земји што ретко се би имале шанса да стапиме во контакт со нив. Ми беше интересно да се види нивниот начин на живење, на размислување. Па истото се сложувам со моите колеги. Значи, запознавме кои се нивните традиции, како тие студираат, нивниот начин на студирање. Иако тие не се, значи, не сите студенти беа, например, наши колеги од аспект на енергетика, имаше исто компјутерско инженерство или индустрија машинство и такви работи, но сепак дознавме, значи, нови работи и се запознавме со многу луѓе. Сега можеби најтешкото прашање, а тоа е искрено да се одговори на едно такво прашање, колку од оно што го видовте на терен, баш повторно ќе кажам, на тој социјален контакт, се носиме со нивното знаење или? Па со оглед на тоа дека донесовме награда. Сум уверени сум. Подобар одговор. Па, Баш ми е драго. Мислам, и како одговор на едно од вашите претходни прашања, тоа што го има сработено од другите тимови, покрај тоа што беа прекрасни проекти и многу убави иновативни решенија, они веќе ги имаат тие проекти работено. Со тие проекти веќе они идено на различни конференции, а нашето беше као ново, сега направено, вложено, направено за 2 месеци и ја мислам дека за тоа што првпат идеме со овој проект и тоа дека го имаме спремено за 2 до 3 месеци и добивме награда, као ни дава предност во однос на нивните проекти кои што се веќе подолго време, што се и неколку години развивани и разгледувани со помош од професори, направени истражувања и кога ќе направиме некоја споредба, ја мислам дека да, се носиме и со знаењето и со способноста да направиме и ние нешто квалитетно. Бидејќи се ближиме некаде кон крајот, она што би сакал да ве прашам индивидуално или колективно, кој е следниот предизвик? Вие може би се нашле со нова клапа на студенти следната година? Се надевам дека некој од колегите ќе има можност да оди со нова клапа. Или еден од нив како ментор, да. Да, или некој од нив како ментор, да, тоа би било уште подобро. Затоа што сметам дека поддржување, ова е практично поддршка на студентите. Значи, ако се одлучите да бидете нивен ментор, ги поддржувате да си ја остварат идејата која што ја смислиле. Се надевам дека мене повеќе ме интересира овој проект да го доразвиеме уште малку, па да добие повеќе на тежина, да не биде симулација, да стане практичен. Се надевам дека тоа, барем со некој од нив и со уште други студенти ќе успееме да го направиме. Тоа лично за мене би било навистина предизвик. И се надевам дека ќе ја разбудиме свеста кај индустријата, кај бизнисот, да се свртат кон факултетот за електротехника и информацијски технологии, бидејќи поседуваме и капацитет, и знаење, и расположени млади луѓе кои што сакаат да работат. Треба да се искористат. Тоа е идејата. Ќе слушнеме од вас исто или се согласувате само со одговорот? Тоа е тоа. Следниот предизвик е од концепт да го направиме во комерцијално достапен продукт. И зошто да не почеток на еден ваш млад бизнес? Да, зашто да не? Да. Зашто да не пробам?
Јас ви посакувам уште многу успеси, дали тоа индивидуални или вака колективни, вам лично, како и на самиот факултет. Ми беше драго што ви имавме овде во студиото. Ако всушност има нешто што не ви прашав, сакавте да го кажете, сега е шансата. Па, например, јас би сакал да кажам дека треба факултетите да ги мотивираат малку повеќе студентите и да праќаат информации за вакви настани се повеќе и повеќе, за да можат и наредните генерации да бидат вклучени, бидејќи ја мислам дека тоа е најбитниот дел од студирањето. Покрај учењето кое што е секако примарно и најбитно, исто така е многу битно да се иде на вакви настани. Ја мислам дека факултетите треба да, како што кажав, да ги мотивираат своите студенти, Да ги потикнуваат, да ги известуваат за вакви настани, за да ги праќаат се повеќе и повеќе, да се надградуваат себе како личности, исто така да ги представуваат своите факултети и земјата. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости во отвореното студио. Јас не се сомневам дека и во иднина некој од вас, ако не сите, ќе бидете повторно на оваа столица. Ви благодариме. Ви благодариме за поканата. Вам, почитувани, ќе ви посакам да останете со 1TV, затоа што следува забавниот дел, а потоа студиото го презема Тацо Кабранов и Борјан Јовановски. Вечерва не заборавајте печат на неделата со Сашо Ордановски, а со мене и Елена Милошовска се гледате утре од 14 часот.